Што е проблемот? Двата најголеми политички субјекти у македонскиот блок се киднапирани од различни интереси и лидерите на тие две политички партии се секогаш октруирани Па што од ги страна. гласаме? Проблемот е било кој друг политички субјект, еве Јакимовски е тука со нас во што стадионот ги да гласаме? се надпреварува, затоа што полето за надпревар не е фер. Ниту Гром, Што сме ниту превземале Левица, како народ? ниту Гром, Што сме ниту превземале Левица, како ниту народ? една друга партија ги нема капацитетите кои што ги има ВМРО, ДПМН и Што сме СДСМ. превземале како Тие народ? политички партии ги граделе луѓе со искрена идеја, со мисла да биде Што сме подобро. превземале Што да како превземеме? народ, кажи ми, не ми Сме влегле објасни 4 сега како пати у гледам. собрание. Како? 4 пати у собрание сме влегле. Зашто? За да крадеме 97 сме За крадеме фотели. 97 влегле стечајците. За да 2001 крадеме фотели, брат. влегле бранителите. 2016 И што? Па што да направи на овој народ? Што поише да Вендио направи? се на Да оној, запали како се цела вика, држава. на овој како... Ма ти избориш за политичката елита, што треба да Чекај направи. малце сега да ти кажам. Оној Курти, Добро. Курти не стана тоа што стана заради тоа што он имал не знам Добро. каква екипа. Добро. Стана заради само сожалување, Имал екипа. 1000 пати беше Имал у екипа. затвор. Стана затоа што знае да биде лидер, затоа што знае да пренесе идеологија и знае на народот да му каже кога е грешка. Ама тој народ таму знае тоа да го цени. Кај нас што Ама и да ја- направиш јас- си будала. Јас ти кажав дека за мене најголемите политички партии се двете најголеми Меѓу другото, се киднапирани. а Што да прави црковниот народот? одбор у Гостивар шо е? Има па се киднапиран. Дали е киднапиран? Да, МПЦ е киднапиран од политички интереси. Епа. Е па пола МПЦ Значи, повикуваше да гласаме за ВМРО. Значи народот дозволил да биде киднапиран. Крај на приказката. На кого му е забрането да биде политичар? Нема на никого не му е забрането, на никој не му е забрането. Ај, ве Ама молам. борбата е нефер. Ве молам. Значи, оставите го сега народот на страна. Овде работа треба да завршат тие што се избрани од народот. Значи, имаат мнозинство, законот е пред нив во парламентот и треба да го Така донесат. е. Толку. Нема народ, нема ништо, нема ова. Па нема да го донесат. Значи, тие луѓе во таа униформа ги пратила државата. Некои се мобилизирани, некои било тоа работно место му било, некои биле во резервен состав, имало и доброволци. И луѓето погинале, нивните деца останале без татковци. Јас се роднина ни погина во Чаирчанка, овие што ги убија меѓу кои Јане Јакимовски. Беше заменик командир во Кривопаланка. Неговите деца со исти ли денеска позиција ќе беа ако татко им како заменик тогаш беше жив и без татко. И да не ги избројам сите. Да. Сите. Пошто гледам, прават споредби што правиме со мавровските работници. Што монструм треба да бидеш да ги дереш оние луѓе, да физички ги злоставуваш, да ги силуваш и така. Па за чуварите Знаеш дека у испоумреа тие луѓе. Па ги амнестиравме. Тие сите умреа. Психички се пореметија, починаа сите тие луѓе. Чуварите у Бриони Ги врзаа за столбови и ги дигнаа. да, со динамит. Има подзверско цивил. Ти ако си војска, ти тепај се со војската, зошто чепкаш цивили? Тоа не можам да го разберам. Било каде. Што има цивил? Ти убивај, гранатирај, што сакаш прави кај војни цели. Да. Што си кукавица, што не бидеш витез? Што чепкаш цивили? Што чепкаш оној што не дигнал оружје? И за тоа не ги стигна казна. Мал бенефит е тоа. За тоа не ги стигна казна. Ги амнестиравме да бидеме попрецизни. Првиот што погина во Теарце, кога гаѓаа со Золја, тој е од моето соседно село. Секојаш кога проаѓам со колата, проаѓам покрај неговиот гроб. Момир. Фамилијата му се запусти. Супругата му остана вдовица со детенце. Зошто гаѓаа со Золја? Зошто требаше оружје да земат? Не можеме да се разбереме? Дека треба ова, треба она, треба учење, треба школа, треба све можеме. Можеме да се разбереме за година, 2, 3, 5, ама ќе се разбереме за 10.
Треба да гинеме. Следна работа. Државата, припадниците на Министерството за внатрешни работи ги праќаа во воени действија. Полицајците не се обучувани да војуваат. Тие може да се борат со антитерористички зафати да имаат против терористички групи, така натаму и така натаму. Не на фронтови, да. А не на фронт. И тие се посебни единици кои што се за тоа обучувани. Но еден полицаец од една полициска станица не е за тоа обучуван. Тој е обучуван за сосема нешто друго. Дали е за економски криминал, дали е за организиран криминал, дали е за крвни деликти, дали така натаму. И државата тоа мора да му го надомести. За тоа беше обучуван некој друг. Не прогласивме воена состојба, така ли беше? Да. Не прогласиме воена состојба. И ја не можам да разберам како излив на бес на оваа работа. Па ние колку треба да бидеме бесни за дерењето на мавровските работници, за нивното силување. За оно што се случуваше во Челопек. Добиваш цивили. Ја не оправдувам и она што ги најдоа луѓето во јамата. Албанци Да. во јамата, кај беше Кичево, кај беше Гостов, кај беше таа јама. Не оправдувам и тоа, и за тоа треба да одговара некој. Кој така свирепо убивал луѓе и ги фрла во јама. И тоа не го оправдувам, и тоа треба да се одговара. Како амнестијата за такви зверски дела ти одговара, а да се обештетат луѓето не ти одговарат. Не е тоа во ред. Ама треба исто да одговарат и оние што убивали цивили и ги фрла во јама. Треба да се одговара за таа работа. Јас се согласувам. И ние треба да научиме. Цивил не смеш да пипнеш, да помислиш. Ако не те стигне меѓународен суд, мора те стигне нашиот суд. Како тоа така? Ни криви дужен работник ти прави аутопат тамо, ти го зимаш и го дереш. И уште го силуваш од озгора. И го тепаш. Физички го злоставуваш. А он ти прави аутопут. Ти, господине, да уживаш. Да дивееш по патот. Па ете, има можност сега. И на кого? На тие мавровски работници што зима за 8.000 денари плата работеа тоаш. Гревчиња. Има сега можност. Ете, парламентарното мнозинство, ВМРО ДПМН, знам да гласаат за ова, ќе им се приклучат веројатно и СДСМ и Левица и ќе го изгласаат за. Нема мрдање овде. Овде имаш мнозинство. Да те видиме. Да. Да. А овде, ако не го изгласа Мицко овој закон, Уште еден метак у колено. ба колку метци му собира коленото, не знам. Па, отпорно е, очигледно. Болно колено, веројатно поише. Или се слаби меците овие. Малкалибар се. Значи сега се у мат позиција мачињава, да се. Сами се матира. А зашто мора да се у мат позиција? Ова треба да им биде на нив позиција топ. Одлична позиција. Пенал, волеј. Гласаме да, бранителите, БУП, еве ви закон. Ама Мицко стави мораториум на етнички прашања. Ама Чисто кои се- етнички прашања за чисто се бранители? Па сомневам. таму А погина чекај, внесување имаше... на бугарите во устав какво прашање е? Чисто се сомневам. А тоа не е етничко? Шо е? Внесување на бугарите во устав какво прашање е? Етничко. Значи нема тука ништо етничко. У бранителите во 2001 имаше и роми, и турци, Ерол Готак шо беше? Да, Не, ама Ерол тоа ќе Готак. биде, тоа ќе биде Оно е на приказната, патот за тоа ќе рачи, биде да. изговорот. Да. Тоа ќе биде изговорот зашто не се прави. Да. Имаше и албанци. Така да тука Да, се нема сеќавам. Тогаш двајца полицајци убија. двајца. Не знам што да кажам, ама еве имаат шанса да покажат дека они се национална партија која што ќе ги вратело гордоста на македонците и на државата и на македонскиот народ. Сега гледате ли зашто правиле координација и пратеници, и директори, и министри? Гледате координацијата зашто била? А координациите што се паралелни надвор од Да. владата? Да. Да. А они треба да направат координација, значи
владените коалициони партнери со опозиција токму за вакви крупни прашања. Зошто да не направат? Затоа што не смеат. Затоа што се плашат. Се плашат. Ведувањето беше дека треба да се стави крај на политичари кои што одговарале пред партиските председатели, а не пред институциите на државата. Тоа беше ветување на ВМРО ДПМН по однос, нели, Крешник, мислам, Бектеши кажа, ја одговарам само пред Али Ахмети. Сега во ситуацијава очигледно испаѓа дека сите министри и функционери на ВЛЕН одговараат само пред Изет Меджити. Не. Они со него се Сега ќе видиме дали пратениците на ВМРО ДПМН одговараат пред Меджити. Може. Сега ќе видиме Сега ќе видиме дали пратениците на ВМРО дали ќе одговараат. Дали ќе го слушаат Мицкоски или Изет Меджити. И да го поздравам господинот Панче Тошковски, кој што луѓето што сакаат да ја чистат црквата у Галате ги нарече политички лешинари. Свака ти част. Си ја погодил ептен. Браво како ти текна.